сега и секогаш и во вечни векови. Откако ви спомнали, поведайте за Богу, Богу, алилуја. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Драги браќи и сестри, денешниот настанот со крштевањето на Синот Божи од Јован Претечата во реката Јордан, ни открил две најголеми новозаветни вистини. Дека Бог е троичен во лица, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Се она што дотогаш било само таинствено најавувано, сега е објавено како полна вистина. И токму со таа објава сушност започнува новиот завет, новиот сојуз меѓу Бога и човекот. И втората вистина, дека тој, оној кој што се крштева, Исус од Назарет, е ветениот Спасител, во кого се исполниле сите пророштва, очекувања и сите надежи. И затоа да се веселиме зашто денес Бог се јави, вака со векови Светата Црква пее на денешниот празник за спасоносниот настан на реката Јордан, повикувајќи не да се радуваме затоа што Бог се јави. Ние христијаните, по примерот Христов, на себе ја примаме светата тајна крштение, која беше осмислена во водите на реката Јордан. Токму Бог во три лица се јави, а ние во нашиот Јордан, во купелот на крштевањето, во името на троичниот Бог се крштеваме во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Секој кој што се крштева во името на Христа, всушност се облекува во Христа. Ете колкаво достоинство, но и колкава одговорност имаме како христијани, да ја сочуваме ризата на крштението неосквернета и неизвалкана. Затоа, возлюбени браќа и сестри, и ние денешните христијани не треба да се разликуваме од оние што пристапиле да бидат крстени од претечата Јован, како и од сите низ христијанските векови, вистински подготвени да ја примаат оваа света тајна. И денес е потребно да се измениме, да се поправиме и да се покаеме. Овие услови и денес се неопходни за да можеме да го доживееме богојавлението, богојавувањето и Јовановата порака покајте се, бидејќи и нас ни е упатена. А тоа подразбира да бидеме благочестиви христијани, подразбира да бидеме милосрдни, да имаме повеќе љубов, поголема вера, попостојана надеж, да проштеваме и секогаш да помагаме. Денешното светување на водата за нас е благодатен дар, кој ни е даден од Бога да го користиме и пиејќи од оваа вода и попрскувајќи ги домовите, од оваа богојавленска вода ни е дадена за утеха во маката и страдањето, за подкрепа во радоста. Денес, слушајќи го гласот Господов над водите, гласот на Бога, кој е упатен до сите народи и генерации во сите времења, да се радуваме зашто навистина Бог се јави. Бог се јави и честит и векови да ни е празникот. За многу години. Да внимаваме. И ќе кажете во тој ден, славете го Господа и призовете го Неговото име, објавете ја на народите Неговото. Алилуја, алилуја. Ајдеме сакам да не знаете дека да сколците начи, сите беа подобнаги, сите мина преку морето.
Водата веднаш биде како се творија небесата, Господина гулав како снегува над него, и се чуи. Помилуй да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Спасени наши души. Помилуй. За благословство на светите Божи църкви, за нейно съединение, се молиме на Господа. Господи, помилуй. За него се вера набожност и за страх Божи се молиме на Господа. Господи, помилуй. Любена моя сина името. Julia, pazi malo, Julia. Се викам Милан Михайлов, имам 22 години, сум студент. Ова е трет пат како скокам по крстот и годинава мене ми се посреќи, јас го фатив крстот. Би сакал да ми донесе здравие, мир, беричет на мене, на моите најблиски, како и на сите останати. Ова е еден традиционален настан кој се одржува секогаш во црквата Света Богородица во Тетово, во Горно Мало. Веќе ова е 30-та година кај се одржава. Јас сум првиот скокач што скокал пред 30 години по фаќање на крстот. Чувството е убаво, ме радува што многу македонци се повеќе и повеќе ги има во оваа црква, така да се надевам дека се повеќе луѓето ќе почнат да веруваат на Бога, не на политичарите. Ви благодарам.